издание на регионалните вести за оваа работна недела. Љулиета Адеми, лице со попреченост, успеа да го освои највисокиот врв на Шар-планина, Тито врв. За неа качувањето на планина представува предизвик и уживање, за разлика од пешачењето по урбаните средини, каде се соочува со еден куп бариери и пречки. Лачи хормонна среќа и најголемиот позитивизам е токму таму. Во едната помагало, во другата рака стап за планинарење и така чекор по чекор. Љулиета Адеми по Вакувската патека со група планинари утринава тргна да го освои највисокиот врв на Шар-планина Тито врв на надморска височина од 2747 метри. Искачувањето на Тито врв припаѓа во тешка планинарска тура. За да стигнете до него и да се вратите до Попова шапка од каде тргна Љулиета, треба да поминете 24 километри. Љулиета Адеми заедно со незината група ќе пешачат кон Тито врв околу 3 часа, а ќе се стимнуваат околу 6 часа. 9 часа пешачење по стрмни планински патеки навистина представува подвиг за лице со попреченост. Вели попреченоста представува само поим, во зависност од тоа како лицето ја разбира и каква перцепција имаат другите кон оваа категорија граѓани. Гледај способноста, не гледај неспособноста. See ability, not disability. Зашто самиот поем disability кога гледате, нели тоа знакчето со човечето во количка и така натаму, веднаш некое чудење. Да, тука стварно треба да се биде внимателен, да се посвети поголема грижа, сето тоа, но, пардон, ако тоа е претерано, тогаш уште повеќе го наспособувате човекот. Во мојот случај физичката попреченост ми создава проблеми во урбаните средини, каде има еден куп бариери и не може да се помине. Но затоа е тука планината каде слободно се движам. За урбаните средини е страшно, зашто едно многу сметаат возилата. Првиот планинарски подвиг е бил Јабланица, а неодамна се искачи на Триглав, каде запише историја како прва жена со попреченост, која се искачала на највисокиот врв во Словенија. Планината е лек за сите, но за да се освои најпотребна е волја, рече Љулиета, која денеска по втор пат се искаче на највисоката точка на Шар-планина, Тито врв. Планината е потреба и луѓето навистина треба, пак ќе кажам, сериозно да го сватат, бидејќи ако навистина планирате да планинарите, треба некои предуслови да ги исполните. Физичката способност секако, но психичката е 80%, барем по мојот случај. Подпорниот зид на половина пат кон местноста Бањиче е опасност за сите минувачи. Во секој момент може да се сруши и да предизвика голема штета. Граѓаните стравуваат за сопствената безбедност. Местноста Бањиче е една од најпосетените локации на дневна основа. Ова е сликата на половина од патот кон местноста Бањиче во Тетово, каде што граѓаните секојдневно се рекреираат. Зидовите се во лоша состојба веќе подолго време, а граѓаните стравуваат за својата безбедност. Велат опасно и за пешаците и за возачите, како и за оние кои во овој правец одат со велосипеди. Местноста Бањиче е една од најпосетените локации во овој регион и тоа на дневна основа. Па не е безбедно, само се гледа. Самата слика кажува нешто. Одите често на Бањиче? Па речи се. Од кога е вака? Па има неколку месеци. Имаше и некои фигури ставено тоа за исмејување, двајца Боже го подпираат зидот. Гледам денеска ги фрлиле во реката. Не знам тоа, изгледа заштедено е на материјал ради се изгубило на стабилноста, значи зидот се наведна. Што порано треба се направат тие. Значи тоа не е безбедно, али не може се одеднаш и затоа иде постепено. А иначе тоа треба да се направи. Опасно е со кола, пешки, све врнежи се урива камења, земја и тоа е прети опасност. Одите често на Бањиче? Па не е така често, ама у месецот еднаш два пати. Од кога сте забележале дека е такво? Забележуваше пред да почне да се прави патот. Тоа е, од кога го направа, после тоа врнежите тие си оправа своето, друждана сте вака. Овде сите ги знаеме ми ја работа, како иде и што иде. Сега, например, ова што го правил, ова ја сум го мислил за после 100 години да се прави. Сега Крис се знае тој што го земал тендерот, треба да го прави како што треба. Парите ги земало, а не да го стави ваќе. И сега молиш да те примат на работа, после го правиш на криво.
Тоа е работа. Тендерот си ја земал, треба да се види човекот саглам да направи. Овде ништо не се прави саглам. Има грешки, ми се чини. На многу места е оставено без заштита некоја, обично по аутопатишта, сега и овде праја коли, има со мреже, се засадува багреми и такви работи, растенија што, да речемо, не дозволяваат да се рони земјата ни па камења. Сега, Боже сачувај, се може да биде. Ете да речемо овде имаш одрони голем, овјаци ќе падне се. Каков ја наведна, тоа е. Од невладината организација МОВ неодамна беа поставени картонски фигури на луѓе кои го задржуваа подпорниот зид. Нивната цел беше да се потенцира сериозноста на проблемот и да се поттикне изнаоѓање побрзо решение. Утрово тие картонски фигури ги забележавме фрлени во речното корито. Пред неколку месеци, градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи вети дека проблемот брзо ќе биде саниран. Во меѓувреме, минувачите се секојдневно изложени на опасност, бидејќи веројатноста дека подпорниот зид може да се сруши е навистина голема. Тетово ќе добие 5 нови возила за јавен транспорт. На денешната седница на Советот на општината повторно се изгласа одлуката за формирање на нов правен субјект, јавно предпријатие за транспорт во Тетово. Повторно изгласана одлуката за формирање на јавно предпријатие за транспорт Тетово Транспорт на денешната седница на Советот на општината. Од таму велат дека процедурата морала повторно да се отпочне. Во 2014, значи претходните советници кои што изгласаа за основање на јавно предпријатие, тие документи и акти со автоматизам, значи се безправна, значи од правен аспект не важат и така да за да се регистрира јавното предпријатие како нов субјект требаше со повторена постапка за да бидат регистрацијата во рок како што е предвиден од Законот за јавните предпријатија. Општината има добиено проект во износ од 72 милиони денари во соработка со владата, односно Министерството за финансии преку Светска банка. Со средствата е планирано да се набават возила за јавен транспорт. Со тие средства општина Тетово заедно со јавното предпријатие за јавен транспорт планира да земе околу 5 нови автобуси кои ќе вршат јавен транспорт во градот Тетово. Од општината потенцираат дека уште се работи на проектите, но набрзо се очекува регистрација на новото јавно предпријатие за јавен транспорт, а потоа и официјално да се започне со работа. Откако процедурата ќе биде завршена, јавноста ќе биде информирана, велат од општината. Во Гостивар се спроведе уште една успешна крводарителна акција со 40 собрани единици на крв. Организаторите од Црвениот крст рекоа дека се задоволни од одзивот на хуманите граѓани кои се приклучија на акцијата. Граѓаните на Гостивар уште еднаш ја покажаа својата хуманост и солидарност на дело. Во денешната крводарителна акција што ја спроведе Гостиварскиот Црвен крст во соработка со службата за трансфузиологија беа собрани 40 единици на крв. Организаторите велат дека се задоволни од одзивот и најавуваат нови акции за дарување на крв во следниот период. Ние како организација сме задоволни со собраните крвни единици. Во текот до крајот на годината очекуваме да реализираме уште неколку крводарителски акции низ институции, како што се средните училишта, општински училишта, како и ЕЛЕМ и полициската станица во Гостивар. Секој здрав човек треба да се вклучи во акциите и да дарува крв, со што директно придонесува да се спаси нечи живот, порачаа од Црвениот крст, нагласувајќи дека Гостивар со околните општини е на врвот на листата во земјава по крводарување. Ние како општинска организација Гостивар многу сме задоволни од граѓаните на општина Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуше, бидејќи како и секоја година и ова година сме ги осигуруваме тие годишни квоти кои ги имаме ние како општинска организација, така што општинска организација Гостивар
и граѓаните нормално се едни меѓу првите најхумени луѓе во Македонија. Црвениот крст Гостивар секоја година изразува посебна благодарност и почит кон активните крводарители и доделува признанија и благодарници за јубилејни дарувања. Годинава беа доделени на над 160 хумани граѓани крводарители. Од Општинската организација на СДСМ од Тетово реагираат на изјавите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во врска со одолговлекувањето на изградбата на патот Тетово-Попова шапка. Другари од ВМРО ДПМН, минатата недела се асфалтираше последниот километар и со тоа се заврши комплетната реконструкција на патот. Така што средствата наместо во нечи джеп, како што велите вие, завршија во интерес на граѓаните. На патот од Тетово до Попова шапка поставивме нов асфалт во должина од 18 км и 200 метри. Прва реконструкција откако изграден уште од времето на Тито, а имавте една цела декада. За ваша информација, реконструкцијата беше целосна. Го изчистивме патот по должина, ги саниравме дупките, презедовме безбедносни мерки, па дури на крај го поставивме асфалтот на целиот коловоз. Ширење на лажни вести, деградација и заплашување на младите, бесправно лажење се вашиот адут и навика, уште од времето на бегалецот Груевски, па се до времето на неговиот денешен гавас Мицковски. Разбирливо. Ако го занемаривме вашиот криминал со автопатите во вашето 10-годишно владење, имате направено само 7 км пат, па од тука не знаете како да ги изброите и измерите овие 18.200 метри. Градиме по план инфраструктура за сите. Ја приспособуваме целата урбана и рурална инфраструктура да биде во функција на потребите на граѓаните, па и на вас, драги другари и другарки од ВМРО ДПМН од Тетово. Ве поканувам во недела на 6 октомври, во 10 часот. Заеднички да ги извозиме новите 18.200 метри и другарски заедно со граѓаните во една екоакција да ја исчистиме од смет оваа наша природна убавица, со што би се приклучиле на современото европско живење. Тешка кражба е извршена во џамија во Гостивар. Полицискиот билтен регистрира и напад врз полициски службеници. Кражбата е извршена во џамијата Ринија на улицата Беличица во Гостивар. Случајот бил пријавен околу 10 часот и 30 минути. Според пријавеното, непознати сторители со потреба на сила ја отвориле металната кутија за прилози и одзеле пари. Се работи на расчистување на случајот. На улица Благоја Тоска во Тетово пак, синоќа полициски службеници на СВР Тетово привеле 40 годишен тетовец, кој по претходно поднесена поплака против него, одбил да се легитимира, се однесувал агресивно и ги навредувал полициските службеници. Се работи на расчистување на случајот. На регионалниот пат Јажинце Тетово ке село Решок синоќа се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки, управувано од 36 годишна жителка од тетовското село Слатино и мотоцикл кој го напуштил местото на незгодата. Таа се здобила со повреди и била пренесена во Тетовската клиничка болница за укажување на помош. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Изминатиот викенд за период од 6 часа на подрачјето на СВР Тетово спроведена акцијска контрола на возачи кои управуваат под дејство на алкохол. При контролата биле откриени 15 прекршоци. Сите прекршители веднаш се исклучени од сообраќај, изготвени им се соодветни поднесоци. Во акцијата констатирани се 29 други видови сообраќајни прекршоци. Изминатиот викенд исто така спроведена акцијска контрола за првенство на менување, при што биле откриени 30 прекршоци кои се санкционирани со соодветни поднесоци. Драмски театар од Скопје со представата Странци беше дел од годинешното издание на Меѓународниот театарски фестивал во Тетово, кој го организира националната установа Тетовски театар. Тетовската публика викендов имаше можност да ужива во маестралната изведба на театарската представа Странци на актерите од националната установа Драмски театар од Скопје. Странци е драмомедија, во која 7 пријатели играат игра, во која ги споделуваат сите телефонски пораки, разговори, фотографии, комуникациите преку социјалните мрежи и на тој начин ги откриваат личните тајни. Ова е филмско сценарио
кое е снимано пред некои 3-4 години и решивме да го сработиме и како театарска представа и од минатата година до сега изигравме 29 представи, мислам страшен успех представата. Затоа што е модерна, затоа што е ововремска, затоа што кореспондира со се што се случува врзано со модерното време. Се работи за неколку пара кои доаѓаат на вечера заедно кај значи се собираат. Би требало да се соберат 4 пара, се собираат 3,5 пара. Затоа што една девојка не доаѓа и решаваат вечерта да преку игра со телефони. Значи решаваат да си ги читаат сите SMS, WhatsApp, Viber пораки. Тоа има некаква игра. Порано, да кажеме, во класичните дела се отварале лично. Ако имам проблем, ќе ти соопштам лично за нешто, а сега ги решаваме работите електронски, значи преку телефоните. И всушност се отвараат многу драми, многу тајни, значи врзани за нив и врзани за други луѓе. Значи се отвараат некои тајни кои навистина ја потресуваат денешницата. Значи ние колку време трошиме на овие црни кутии, што се имаме во телефоните, што се не би требало да имаме во телефоните и времето што го трошиме на значи што не се занимаваме со личните наши работи, туку се занимаваме со светот на другите. Гостувањето во Тетово на актерите од Драмски театар од Скопје е во рамки на 7-миот меѓународен театарски фестивал, кој го организира националната установа Тетовски театар. Заврши меѓународниот надпревар по параглајдерство, кој изминативе 4 дена се одржа на скијачкиот центар Попова шапка. На него учествуваа надпреварувачи од 7 земји. Викендов се одржа параглайдинг надпревар на Попова шапка. Кажи ми нешто за овој надпревар. Овој викенд се одржа од четврток, петок, сабота и недела се одржа меѓународен надпревар во параглајдерство во дисциплина прелети. Надпревар од FAI 2 категорија, на кој зедоа учество надпреварувачи од 7 земји и плюс домашни надпреварувачи. Имавме успешен надпревар, имавме 3 надпреварувачки дена. 3 надпреварувачки дена имавме добри трки, успешно, убаво време. Временските услови послужија? Да, не послужија, имавме убави услови и успешен надпревар. Кажи ми нешто околу најдобрите на овој надпревар. Најдобри на овој надпревар беа домашните надпреварувачи. Прво место доби Владимир Неделковски, второ место Дарко Станковски и трето место Мартин Јовановски, сите од Македонија. Само во една дисциплина? Параглајдерството у суштина се состои во 3 дисциплини. Дисциплина прелети, акролетање и прецизно слетување. Дисциплината икс летањето, крос кантри во прелети, е најзастапена, најавторитативна дисциплина и најтешка во летањето. Ова беше FAI 2 категорија надпревар, FAI 1 надпревари се светско првенство и континентални надпревари, европското првенство. Тука после тоа е категорија пониското. Кажавте дека имаше надпреварувачи од 7 земји плюс од Македонија. Да. Од кои држави беа надпреварувачи? Имаше надпреварувачи од Словенија, Румунија, Косово, Бугарија, Грција, Русија, Израел. Што е следно, што ве очекува сега на надпреварувач? Годината веќе е при крај, нели? Сезона за надпреварувачка сезона за параглајдерство е летото, рана пролет, лето и почеток на есен. Со ова тука во Македонија завршува сезоната. Идната година ќе видиме како ќе бидат плановите, зависно од распоредот, од календарот, како ќе го распоредат. Настапите на други надпревари оваа година, како сте задоволни од постигнатото? Добро. Убаво имаме солидни резултати, просечни. Задоволни сме. Во секој случај успешно завршуваме годината. Времето денес беше сончево и топло, со слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Температурите се движеа во интервал од 13 до 28 степени Целзиусови.
Времето утре ќе биде претежно сончево и топло, со слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 13 до 28 степени Целзиусови. Тука е крајот на денешното издание на регионалните вести. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!